веќе започнавме со пчеларство и ме интересира сега за понатака за изградба на објекти и за транспортни возила, за опремување на објекти, за преработка на медот. Прифатливи се сите активности што се однесуваат на тој тип на производство. Јас како што разбрав преска, само животните не се прифатливи, значи Точно, само пчелата не е прифатлива, да, а сандоци такви работи се може да се. Сето е прифатливо, опрема за собирање на медот, за пакување, за преработка на медот, сандоци се прифатливи. И приколки имавме едно прашање претходно за транспорт, меѓутоа не возила, и материјали за градба и изградба на објекти за ваквиот тип на производство. Да, например, што се соодветни. Значи, некаде нешто за чување на опремава објекти и така. Например, бидејќи се наоѓа на локација каде што нема вода, за да дојдеме и до вода на таа локација, може да се побара и за тоа инвестиција, кофинансирање. Значи, по овој проект не. Добро. И друго за крај би сакала да прашам, надворе малку од темава, лани имав аплицирано за мерката 112, мислам дека беше, млад земјоделец, и се уште нема никаков одговор. Неколку пати се обратив кон агенцијата телефонски, ми рекоа последно дека до крајот на септември ќе има барем некаков одговор, дали се одбиени или се прифаќа инвестицијата. Затоа што сме на дилема дали да нешто правиме понатака или да чекаме што ќе се случи со тоа. Јас ја разбирам вашата дилема и нетрпеливост и сакате да знаете што ќе се случи меѓу. Па една година е помината, не. Јасно. Верувајте, ниту јас од министерството, ниту колегите кои што работат на ИПАРТ не се поврзани со тоа со друга програма што ја водат колеги. Не знам стварно како и зошто тоа време поминало. Ме интересира дали ќе се дојде до некаква пречка сега. Јас инвестирам, чекам ова да дојде, значи не дочекавме, јас инвестирав, си купив пчели, си направив капацитет и сега не знам дали да продолжам да барам средства од ИПАР, да чекам тоа да ми се одобри, некако сме во... Непотребно исчекување, не знам како да се постапам сега, да не се... Вие може да поднесете барање за ИПАР. Не ве спречува тоа што имате таму амбиција. Нема да се поклопат работите, да не искочи двојно финансирање. Да. Ако се поклопат работите, да ве одобрат и од таму, ве одобрат и од ИПАР, од едното ќе мора да се откаже. Не може да биде двојно финансирање. Но како што кажавте, веќе сте набавиле нешто. Значи, во ИПАР може да аплицирате за нешто што ќе набавите, што планирате да го набавите. Тоа што е веќе направено не може да има фактура. Јасно знам тоа, да. Значи да си дополнам не знам што е да проблемот што се развива таму. Меѓутоа тоа не ве спречува, немате проблем да аплицирате во ИПАР. Ако се одобрат и двете случајно, ако се работи за истата работа, тогаш на што вас ви одговара, едното ќе се откаже.